Пред околу 2 години, во изобилство на слободно време, решив да експериментирам во една софтверска алатка за 3D визуализација и да направам прототип на графикон што изгледа професионално. Идејата ја добив откако открив дека на интернет практично нема бесплатни шаблони од графикони што имаат професионален изглед и би можеле слободно да се искористат. Како се сетив да истражувам баш на оваа тема. Во тој период работев за еден клиент кој му требаат токму вакви шаблони. Клиентот имаше ограничен буџет, па бараше некои бесплатни графикони што би можел да ги употреби директно на својот вебсайт. И тоа се разбира да го направи бесплатно. За жал, потрагата заврши неуспешно, па не најдовме ништо такво и со проектот завршивме порано од предвиденото. Но за среќа, тоа што не најдовме такви графикони, за мене беше доволно инспиративно да се активирам и да се обидам да направам такви шаблони. Немав поставено никакви граници, па од еден прототип се родија првите 6 линиски 3D графикони, кои што подоцна им ги презентирав на еден познат интернет магазин за дизајнери и добив понуда од нив да ја проширам оваа колекција и истата да биде објавена како ексклузивно издание на магазинот. И така на 3 ноември 2008 година, со вкупно 18 различни графикони, беше објавено првото издание на The Graphs или на наше графиконите. Навистина беше неверојатно со колкава леснотија се одвиваа работите. На магазинот му се обратив искрено и со многу ентузијазам, па таков одговор и добив од нив. Инаку им пишав преку општата форма за контакт на нивниот вебсайт. Откако изданието беше објавено, почнаа да пристигнуваат коментари од секаде. Тоа што беше интересно е што моето издание допре многу луѓе и мене ми беше тоа многу чудно, бидејќи очекував дека треба да се исполнат некои специјални услови за да јас добијам шанса да му се представам на светот. Се разбира, во тој контекст јас занемарив тотално помошта што може да се добие од комуникацијата преку интернет. Изданието беше бесплатно, па за многу кратко време беше насекаде по интернет. Од сите страни пристигнуваа врски до мојот вебсайт и секаде го пишуваше моето име. Дури успеав да најдам една веб страница на која еден од графиконите е употребен како лого. Се што во тие неколку денови се случи ме наведе на размислување околу природата на мрежата интернет и пристапот кој што би требало да се заземе кон неа како медиум. Со сигурност можев да заклучам дека инстант промоцијата на интернет не е невозможна работа. Се разбира, таква промоција не добива секој, туку само одредени проекти што успеваат да се најдат на насловните страници на познати интернет магазини или проекти за кои што многу се пишува. Па сега логично се поставува прашањето како мојот проект да се најде на насловната страница на еден таков магазин. И човечки е прво да се сетиме на пократката варијанта, односно да му платиме некому да пишува добро за нас. Се разбира, платените текстови се многу прозирни и корисниците многу лесно и брзо ќе откријат вашата намера, но еве да речеме дека тоа би можело да ви помогне. Зарем ќе имате вие толку многу пари за да подплатите толку многу луѓе што ќе зборуваат толку добро за вас и за вашиот проект за да постигнете планетарен успех. Тоа е особено тешко ако работите на лични проекти, односно на проекти кои што најчесто сте инволвирани од љубов и проекти за кои што е речиси невозможно да се најде финансиска оправданост. Можеби ќе се сетите да најдете некои луѓе со кои што имате остварено лични контакти и кои што се неверојатно влијателни. Меѓутоа исто и во таа ситуација се јавува проблем, а проблемот се состои во тоа што ќе ви требаат се повеќе контакти со влијателни луѓе, а контакти, да речеме, во еден момент нема да можете да остварите. И кога ќе ги поминете сите слични маневри, кои што се надевам ќе останат само во вашите глави и нема да ги тестирате во реалноста, се отвара простор за за анализа на многу повисоко ниво. Кога јас ги направив графиконите, од први не ми беше јасно зошто луѓето реагираат толку позитивно, но подоцна успеав да сватам што всушност јас сум направил со мојот проект. Графиконите
односно кога јас ги работев графиконите, односно да се вратам на самиот почеток, кога открив дека практично на интернет нема слободни графикони, односно слободни шаблони од графикони, кои што може да се преземаат бесплатно, имаат професионален изглед и може слободно да се користат, јас практично немав никаква обврска, ниту пак имав потреба да сум загрижен зашто нема такви графикони. Но се разбира дека имав избор и можев активно да придонесам таквата состојба да се промени. И тука некаде практично разбирам што всушност јас сум направил со својот проект. Јас практично, колку и да звучи ова преусилено, сум решил да го променам светот. Ако до вчера немало графикони кои што се бесплатни за преземање, имаат професионален изглед и може да се користат на многу места, односно се широко применливи, тогаш денес има такви графикони и тоа директно како резултат на идеја што потекнува, односно е произведена од мојот мозок и е реализирана со мојот труд. Тоа што јас сум решил да одвојам дел од своето слободно време и да изработам проект со кој што му помагам на светот, мене ми обезбеди право на светска промоција. Тоа што постои мрежа, односно глобална мрежа како што е интернет, ја направи таа промоција речиси инстантна. И кога доаѓаме до вакви сознанија, мораме и да ги разгледаме другите популарни случаи на глобален успех кои што се насекаде околу нас. Сите глобални проекти, односно сите проекти кои што постигнале планетарен успех имаат една заедничка карактеристика. Сите тие проекти на некој начин го менуваат животот во реалноста. Google го промени начинот на кој што стигнуваме до бараната информација. Facebook го промени начинот на кој што комуницираме. Twitter го промени начинот на кој што блогираме. Last.fm го промени начинот на кој што слушаме и откриваме музика. Odesk го промени начинот на кој што бараме работа што би можеле да ја работиме од дома. Сите овие проекти постигнале огромен успех и добиле огромно медиумско внимание затоа што се општо корисни и затоа што им помогнале на многу луѓе. Не затоа што се милионски бизниси. Милионски бизниси станале откако се дознало за нив и откако се пројавил интерес кај бројни инвеститори. Но на интернет не мора да водите бизнис. Има безброј невладини организации што секојдневно на своите веб страници објавуваат позитивни пораки, да речем, кои што придонесуваат за позитивни промени во светот. Луѓе од сите страни на светот секојдневно соработуваат во развојот на бесплатниот и слободен софтвер. Луѓе од сите страни на светот секојдневно ги освежуваат страниците на слободната енциклопедија Википедија. Уметници од секаде објавуваат свои дела онлайн. Луѓето учат и споделуваат знаење на интернет. Луѓето на интернет ги реализираат своите проекти. Откако ќе дојдете до вакви сознанија, станувате уште поблагодарни за постоењето на оваа мрежа и сосема ви станува јасно зошто целото човештво се вложува во еден ваков глобален проект. Ви станува јасно дека земјата од која што потекнувате станува сосема неважна. Врските што ги остварувате не се ограничени на вашето физичко присуство. Производите што ги продавате, односно што ги произведувате, не мора да бидат наменети за купувачи кои што се во ваша непосредна близина. Потоа се прашувате дали можеби преку интернет можете да аплицирате на вашата следна стипендија. Откривате дека имате безброј меѓународни надпревари на кои што можете да се пријавите по само неколку кликови со глувчето. И тоа меѓународни надпревари во секакви вештини. Откривате исто така дека имате пристап до бројни меѓународни фондови за речиси секаков вид на проекти. И кога сето ова ќе го дознаете, заклучувате дека практично со интернет најбрзо ќе можете да ги реализирате своите проекти. Замислете дека сега во раце го имате вашиот проект и дека пред вас има една апстрактна структура што се уште се гради. Во неа има безброј слободни места резервирани за идеи. Има многу луѓе како вас, има рамноправност, неограничени едукативни ресурси, има одговори на речиси сите прашања што некогаш ви задавале потешкотии. И има бесплатни алатки со кои што брзо и едноставно би можеле да ги материјализирате вашите идеи. Па зарем тоа не е доволно уште денес да почнете да го реализирате вашиот проект? Ви благодарам.